Градоначалникот Николчо Илиев се сретна со представниците на локалната мрежа за застапување веднаш по одржувањето на нивната пресконференција кај комплексот Асном. При тоа тој истакна оти локалната самоуправа презема мерки за уредување на околината и целиот простор околу објектот, но дека некои проблеми се наследени и не можат да се решат преку ноќ. Во однос на одржувањето на хигиената и просторот, рече дека комуналното предпријатие Водовод презема мерки за редовно чистење на поставените контейнери и косење на тревата и вегетацијата, зашто заедно со членовите на локалната мрежа за застапување направија и обиколка на комплексот Асном. Треба да работиме на подигањето на свеста на граѓаните, бидејќи тие се најодговорни за средината во која што живееме. Една друга работа за која зборуваме дека овој простор е убав и дека навистина треба да биде среден онака како што треба, мора да знаеме дека овој простор овде според генералниот урбанистички план е предвидено да биде образование, што значи ние како локална самоуправа немаме никакви ингеренции. Значи тоа е оставено на Министерството за образование и наука за потребата на Министерството како спортски терени, доградување и ред други активности кои се за потребите на образованието. За жал, како што знаете, веќе поодамна факултетот кој беше овде, веќе е затворен, не функционира, значи интересот на Министерството за образование и наука веќе веројатно не постои и овде се поставува прашањето како ние натаму ќе постапиме и како ќе успееме да изнајдеме во законски рамки да го изменаџираме целиот овој простор кој може на еден друг начин да се изменаџира и со еден детален урбанистички план да се предвидат структури кои ќе бидат интересни за граѓаните, ќе ги задоволуваат потребите на граѓаните и секако ќе овозможат еден многу подобар изглед на целиот овој дел. Илиев додаде дека во рамки на своите надлежности општината ќе продолжи со активностите за одржување на просторот, но дека очекува и соодветна соработка со граѓаните кои не треба веднаш по чистењето на просторот повторно да го загадуваат. Ние немаме краткорочно решение, меѓутоа се трудиме благовремено да ги отстрануваме, да ги очистуваме, да ги чистиме и како што реков, тие ни земат и додатно енергија и додатно човечки ресурси, додатно средства, заради тоа што смет кој еднаш исчистен однесен на депонијата повторно се враќа во домовите, се зема тоа што и треба, а другото се остава. Значи по 2 пати, 3 пати еден исти отпад го носиме на градската депонија, што на вистина е недопустливо и овде го очекувам искрено и разбирањето и поддршката од граѓанскиот сектор, да сите заедно дадеме додатен допринос, да можеме да ја подигнеме свеста, да овој смет и отпад го отклонуваме, одлагаме на места кои се одредени. На крајот, градоначалникот Илиев истакна и очекува соработката со граѓанскиот сектор да продолжи, особено во решавањето на актуелни прашања од комуналната и останатата инфраструктура.